Добар ден и добре дојдовте во училница по предметот Македонски јазик и литература за втора година средно стручно образование. Јас сум професор Наташа Цветковска од Општинското средно училиште Мирко Милевски од Кичево. За денешниот час е предвидена наставната содржина, класификација на зборовните групи, од тема морфологија. Што ќе научиме? Да се дефинираат зборовните групи во македонскиот јазик, класификација на зборовите во зборовни групи, препознавање и разликување на зборовните групи во македонскиот јазик, функција на одделните зборови во јазикот. Да се потсетиме на претходно усвоени знаења. Морфологијата беше дел од науката за јазикот, што ги проучува формите на зборовите, правилата за нивно градење и нивните граматички значења. Зборот е изграден од различни елементи, а некои од нив немаат свој значење, додека други имаат. Најмалите јазични единици кои имаат своје значење во зборот се викаа морфеми. Зборот е составен од општ дел или коренска морфема, наставка и преставка. Според значењето во зборот, морфемите се делеа на зборобразувачки и формообразувачки. Различните форми во кои може да се јави еден збор се вика збороформа. Зборовите во македонскиот јазик. Речникот на секој јазик е составен од голем број зборови. Секој збор представува одделна единка, но според некои своји карактеристики, зборовите се поврзуваат меѓу себе, формирајќи помали или поголеми групи. Зборовите, групирани врз основа на некој општ, заеднички признак, се викаат зборовни групи или класи. Пример: улица, момче, баба, клупа, среќа. Се зборови кои што се блиски еден со друг, затоа што означуваат имиња на суштества, предмети, појави и се викаат именки. Зборовите русокоса, добра, малечка, зелен означуваат некакви карактеристики на предметите, суштествата и појавите, така што образуваат посебна зборовна група, така наречена придавки. Класификација на зборовите во зборовни групи. Првата класификација на зборовите во зборовни групи е така наречена значенска или семантичка класификација. Оваа класификација за основа ја има внатрешната, смисловната, значенската страна на зборот, а позната е уште во античкиот период. Зборовите се класифицираат врз основа на нивните општи, лексички и граматички значења. Врз основа на оваа класификација во македонскиот јазик се изделуваат 11 зборовни групи. Тие 11 зборовни групи, поделени според значенската класификација, се именки, придавки, заменки, броеви, глаголи, прилози, предлози, сврзници, извици, честички и модални зборови. Втората е така наречена морфолошка класификација. Оваа класификација има во предвид менливоста или неменливоста на зборовите. Врз основа на тоа дали зборовите ја менуваат или не ја менуваат својата форма во исказот, овие 11 зборовни групи се делат на две поголеми групи, и тоа менливи и неменливи. Менливите зборови се јавуваат во различна форма на исказот. Например, книгава, книгата, книгине, книгиште. Именката книга може да се јави во различни форми. А неменливите зборови секогаш се појавуваат во една иста форма. Например, ако, барем, сосема, можеби, во, без и слично. Тоа значи дека неменливите зборови никогаш не ја променуваат својата форма. Менливи зборови во македонскиот јазик се именки, заменки, придавки, броеви и глаголи, а неменливи зборови се прилози, предлози, сврзници, извици, честички и модални зборови. Третата или функционална синтаксичка класификација ја има во предвид функцијата,
Службата на зборовите во реченицата. Во реченицата некои зборови може да бидат нејзини одделни, самостојни членови, односно да имаат своја служба, своја функција. Например, да бидат подмет, прирок, атрибут, прилошка определба и слично. Други зборови пак може да ги поврзуваат самостојните членови, да помагаат во изразувањето на различни односи меѓу нив, да бидат во служба на самостојните зборови. Еве пример. Именките во реченицата може да имаат функција на подмет, именски дел од природ, атрибут, предмет. Например, Петар купи нов велосипед. Именката Петар е подмет во оваа реченица. Именката велосипед е директен предмет. Заменките може да имаат функција на подмет, атрибут, именски дел од природ. Старите не ги разбираат потребите на младите. Старите е придавка која што има функција на подмет во реченицата. Кого не разбираат потребите на младите? Младите има функција на предмет со предлог. Предлог е службен збор кој нема своја функција. Например, книгата е на масата. Предлогот на е во служба на именката масата, односно својата функција ја добива заедно со именката масата, па заедно на масата во реченицата ќе биде прилошка определба за место. Да повториме дека според функционалната синтаксичка класификација зборовите во македонскиот јазик се поделени на полнозначни зборови, оние кои што имаат своја служба, функција во реченицата, и службени зборови кои помагаат на полнозначните, односно се во нивна служба. Полнозначни зборови во македонскиот јазик се именки, заменки, глаголи, придавки, прилози и броеви. Службени зборови се предлози, сврзници, извици, честици и модални зборови. Во следниот пример направена е анализа на зборовите во реченицата според трите класификации. Бојан ќе оди во кино. Според значанската класификација, Бојан е именка во реченицата. Според морфолошката, таа е менлива, бидејќи може да ја промени својата форма, а според синтаксичката класификација, според функцијата, Бојан има функција на подмет. Ќе е неменлив збор. Тој е честица во реченицата, според значанската класификација. Оди, според значанската класификација е глагол. Според морфолошката класификација е менлив, бидејќи глаголите се менливи зборови. А според синтаксичката класификација има функција на прирок. Ќе оди е прирок во реченицата. Честицата ќе служи за образување на идно време во македонскиот јазик. Во е предлог. Неменлив збор. Кино, според значанската класификација е именка, таа е менлива и има своја функција во реченицата. Меѓутоа, во овој случај, во кино има функција на прилошка определба. Тоа значи дека во е во служба на именката кино и заедно со именката кино добиваат своја функција, а таа е прилошка определба за место. Активно за ученикот. За да проверите колку сте ги усвоиле знаењата од оваа наставна содржина, обидете се да одговорите на прашањето. Определете во кои зборовни групи спаѓаат зборовите во речениците, според трите класификации.
Првата реченица е уште е рано да почне да зрее гроздот. Втората реченица вечерва ќе одиме на роденденска забава и третата реченица стариот излегува пред куќа и гледа на улица. Ви благодарам на вниманието, имајте успешно учење. До гледање.